The Macedonian language. Македонски јазик. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Здраво, добро утро, добар ден, добра вечер, добра ноќ, чао, довидување, да, не, може би, окей, благодарам, ви се молам, извинете, жал ми е. The parable of the prodigal son. И рече: Еден човек имаше два сина. Помладиот од нив му рече на татка си: Татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја, и тој остана без ништо, па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своите полја да пасе свињи. И страден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече: Колку наемници кај татко ми имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ќе станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрча, го прегрна и го целива. И синот му рече: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото им рече на слугите своји: Изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па доведете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде. И почна да се веселат. А постариот негов син беше в поле, и на враќање, кога се приближи до куќата, слушна песни и извици. И тогаш повика еден од слугите и го праша: Што е ова? А тој му рече: Брат ти си дојде и татко ти закла сгоено теле, затоа што повторно доби здрав син. Тој се налути и не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. А тој му одговори на татка си и му рече: Еве, ти служам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед, и мене не си ми дал ни едно јаре да се провеселам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што го упропасти својот имот со блудници, за него ти закла сгоено теле. А тој му рече: Синко, ти си секогаш со мене, и се мое е твое, но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде.